Јас сакам да ги изнесам некои твои сеќавања за тоа какво беше војно-политичката ситуација пред доаѓање на дел од војното политичко раководство на Народно-ослободителното движење на Македонија со другото светово буквално темпо на ова подрачје, поточно на Козјачкиот масив. До формирањето на Третата македонска ударна бригада, во главном ширум Козјачија, во втората половина на 1940 година се одвива борбени дејствија од составот на Кумановскиот партизански одред, раководен од легендарниот козјачки херој и командант Христијан Тодоровски Карпош. Нашиот Кумановски партизански одред 1940 година формиран е на место Света Илија на 2 август 1940 година. Тоа место се наоѓа некаде 15 км источно од Врање. На тоа место Света Илија во раните часови пристигнавме на 2 август, а некаде околу 10 часот штабот на 2-иот јужноморски одред е имал задача и наредба да тој има право и надлежност Дане Цеков 5 пат. Веднаш по формирањето на Кумановскиот партизански одред, одредот од село Брезовица преку Пчиња и село Думбија, шумата Трница и Широка планина пристигнува на Козјак планина и започнува со своите борбени дејствија. Командантот Карпош пред одредот постави две крупни задачи. Прво, да се уништат сите шпиони кои одредот 1941 година го предале на бугарските окупатори. Таа задача беше извршена за 4 дена. А потоа Кумановскиот партизански одред започнува со уништувањето на управно-административната власт на бугарските окупатори. Во текот на месец септември 1940 година беа уништени сите упоришта на бугарските фашистки окупатори, сите кметски наместништва и општини во село Младо Нагоричино, Старо Нагоричино, потоа кметски наместништва во село Челопек, Драгоманце, Врачевце, Бајловце, Жегляне, Арбанашко и во други Пелинце и во други села. За многу кусо време одредот изврши крупна задача. На овој терен, Козјак планина и ширум Козјачија, одредот ја уништи управно-административната власт на бугарските окупатори, кои многу умислено ја организираа во текот на 1942-1940 година. На народот со уништувањето на управно-административната власт на бугарските окупатори многу му олесна. Не стана дажбини, народот здивна, почувствува дека доаѓа слобода. Затоа што никакви давачки народот кон окупаторите повеќе немаше, беа уништени сите спискови, беа уништени сите наредби на окупаторот со кој тој ги оптоваруваше селаните од ионака сиромашна Козјачија. Народот на дело виде дека, иако бевме млади, иако никој од нас немаше повеќе од 25 години, таа младиња, како тие нас не нарекува, на дело се бори за неговите животни и национални интереси. Народот почувствува дека ние, партизаните, единствено сме негови заштитници и борци за негови права и негови слободи. Целата Козјачија беше ослободена од власта на бугарските фашистки окупатори некаде до 15. октомври 1940 година. На овај терен, на Козјачија, повеќе немаше ништо од бугарските окупатори. Едно мало, но силно упориште на бугарските окупатори представуваше железничката жандармерската станица во село Жегляне, но бугарите, бидејќи дека не можат да опстанат една ноќ без борба, се повлекува во Куманово, така да цела оваа територија беше ослободена од власта на бугарските фашистски окупатори.
На ова територија нам, како на партизаните, нам како на народно-ослободително движење, остана втор еден непријател, тоа беа четниците на Дража Михајловиќ, со кои во село Драгоманци имавме прва борба, и то успешна борба во која беа убиени 8 четници и еден заробен, а останалите успеа да избегат. Потоа нашите сили се бројува, нашите сили се зголемува. Успесите, големите успеси на Кумановскиот партизански одред, особено силно ја воодушевува младината во Куманово, која почнаа со голем број да дава свој удел во нашите редови. Младината од Куманово почна да пристига и да дава готовост за учество во народно-ослободително движење. Така, тие успеси и беа предпоставка да може да се шири понатаму народно-ослободително движење на овој крај на Козјачија. Бројниот состав на Кумановскиот партизански одред некој 6 пат. Од многу фаленото Бугарско царство на просторот на Козјачија не остана ништо. По големите успеси на Кумановскиот партизански одред можам да изнесам, да кажам и тоа дека тие успеси влијаја и на тоа да селаните од Козјачија почнаа да влизат во состав на Кумановскиот партизански одред. Тоа за нас беше една крупна политичка победа, затоа што четниците нас не обвинува дека во партизаните само се наоѓаат луѓе од градот, тоа е градски деца. А кога почнаа и селаните од овој крај да дават својот удел, тоа беше посебен прилог, тоа посебен придонес во натамошното ширење на народно-ослободително движење ширум Козјачија. Како единствени непријатели на овој терен останаа четниците на Дража Михајловиќ, со кои ќе имаме борба на 10 декември 1943 година кај село Дренак. Но до тогаш народно-ослободително движење постојано се ширеше. Како посебен придонес за тоа ширење е и доаѓањето на Шарскиот одред на македонците во составот на овој одред, кои од Пишкопеја преку Љума и Шарп планина, Карадак планина пристигнуваат на 13 ноември 1943 година на овој терен и се приклучуваат во составот на Кумановскиот партизански одред. Веднаш потоа беше формиран оперативен штаб за раководење на Кумановскиот партизански одред, потоа Косовскиот партизански одред и Јужноморавскиот партизански одред. Но овој штаб, како наследите покажа, не даде некои видни резултати, односно обединувањето на борбите действија немаше некаков особен успех, затоа и доаѓањето на дел од војното политичко раководство на Македонија во февруари 1944 година ќе покаже какви слабости се постоеле на ова територија за обединување на борбите действија на нашите единици. Натамошното ширење на народно-ослободително движење ширум Козјачија се бележи, особено со тоа што на 1 декември 1943 година беше формиран првиот кумановски батаљон Јордан Николо Орце во село Пелинце. Веднаш по формирањето, батаљонот на 10 декември 1943 година ќе води еднодневна одбранбена борба кај село Дренак со 4 пати поголем број четници и во таа одбранбена борба на каменитите позиции кај село Дренак ќе постигне голем воен и политички успех затоа што четниците прв пат нас не нападнаа и во тој напад тие доживеа целосен воен и политички пораз. Тогаш во таа борба четниците пред сиот народ ширум Козјачија јавно себе си удрија на чело жик на народни предатели и тој жик не можеа до конечното нивно ликвидирање да го скинат од себе. Во таа еднодневна борба
ние постигнавме голем успех, а потоа четниците беа принудени заради тај нивниот неуспех да се повлечат кон Широка планина и цела Козјачија потоа беше слободна и ослободена од четниците на Дража Михајловиќ. Месец декември 1944 година се бе значаен по тоа што Кумановскиот батаљон Јордан Николов Орце постигнува нови успеси во борба против бугарските окупатори. Напад на железничка линија меѓу Врање и Куманово, неколку пати батаљонот напаѓаше на возовите и ги уништуваше композициите на германските окупатори кои превезуваа разни своји војни потреби за Грција и назад кон Белград. Во декември 1940 година на овој терен батаљонот немаше некои други позначени задачи, затоа се упатува јужно од линија Куманова, Страцин, Крива Паланка и врши продор западно од Кратово. Западно од Кратово бугарските фашистски окупатори беа успеале многу селани во селата западно од Кратово успеа да ги вооружат. Штабот на одредот беше добил известување дека народот од овој крај, од овие села е расположен оружјето да го предаде без борба. Затоа батаљонот се упатува во селата западно од Кратово и врши разоружување на селаните. Кога пристигнавме во тој реон, селаните доброволно го предаваа оружјето. Така во текот на 5 деноноќија ние успеавме да се вооружиме со преку 150 пушки во различен модел. Тоа оружје и муниција нам добре ни дојде за вооружување на нови борци кои пристигаа во составот на одредот. Треба да се истакне дека овој период се карактеризира и со тоа да и самите бугарски окупатори не можеа да се помират со една оваква состојба. Односно, тие не можеа да се помират со тоа дека на Козјак планина и Козјачија се создаде едно големо жариште на народно-ослободителна борба во Македонија, трето поред после Дебарца, меѓу Кичево и Охрид и Тиквешија, Кожув планина. Бугарските окупатори не можеа да поднесат таква воена и политичка загуба да на овој терен, на овој простор немаа своји сили, затоа извршија обид за реокупација на овој простор, за одново успоставување на нивната окупаторска власт. Така доаѓа до воената интервенција, односно до зимската офанзива на бугарските окупатори на овој терен пред новата 1944 година. По успешното разоружување на селените западно од Кратово, батаљонот Јордан Николов Орце води борба кај селото Вакав и Шопско Рударе, успешна одбранена борба со бугарската полиција и потоа се повлекува преку Крива река на Козјачкиот масив и на Руен планина. Веста дека бугарските окупатори подготвуваат офанзива, ние добивме во селото Љаник на Руен планина и на таа вест штабот на Кумановскиот батаљон Јордан Николов Орце сосема правилно реагираше со една добра анализа што ја изврши за војната состојба. Штабот одлучи да не се упати на теренот на Јужноморавскиот одред во Србија, туку да остане на свој терен, да го изманеврира ударот на бугарскиот пешадиски полк од Куманово, кој во 3 колони, една преку село Челопек, Драгоманце и Жеглина се упатуваше кон врвот на Козјак планина, а втора преку Бугариње, село Пелинце на Козјак планина, трета колона преку Страцин, Перен на Козјак планина. Сите овие 3 колони, батаљонски колони на бугарскиот пешадиски полк
има задача да на просторот Козјачија го пронедат Кумановски партизански батальон и овака силни, да му е наметнат борбата, за да, знаејќи дека батальонот нема голем број борци, бидејќи пешадискиот полк набројуваше преку 1500 војници, а нашиот батальон набројуваше некаде преку 170 борци. Планот на бугарските окупатори да го опкружат и уништат батальонот доживеа тотален неуспех. Тоа беше, така да кажам, удар во воздух. Нашиот батальон го изманеврира ударот на бугарските окупатори и се најде во нивната заднина, а бугарскиот пешадиски полк преку Козјак планина се упати кон Ново село и понатамо Лепшинце во Србија и се врати во Куманово, доживувајќи тотален воен неуспех. По овај обид на бугарските окупатори да го уништат батальонот Јордан Николо Орце, батальонот кај село Пелинце на 11. јануари 1944 година успева да уништи и го разгроми еден полициски бугарски потерен одред Бенковски. Тој батальон имаше околу 150 добро вооружени полицајци и во 6-часовна борба нашиот батальон го разгроми бугарскиот полициски потерен одред Бенковски во долината на река Пчина близу село Пелинце. Во таа борба беа убиени 12 бугарски полицајци и началникот, тоест комендантот на овој бугарски полициски потерен одред, а 18 бугарски полицајци беа заробени. Останалите бугарски полицајци, фрлајќи го оружјето и опрема, бега кон Куманово, спасувајќи на тај начин својата глава, а таму во Куманово, како е познато, од задобиени рани умреа 4. Данков 7 пат. Поуспешната борба кај село Пелинце, угледот на народно ословица борба во овој крај силно порасна. После ова борба батальонот ги јакне своите сили. Потекот на јануари 1944 година батальонот се движи во главно на Козјачија, а потоа во февруари пристигнува на Рујен планина, така да на 7. февруари 1944 година батальонот Јордан Николо Орце се најде во село Спанчевац. А од тука, односно село Свињиште, а од тука се упатува кон село Билјача, така да ноќта 6 на 7 февруари се води борба во село Билјача со бугарската војска и полиција заедно со вториот јужноморски партизански одред. Во ова борба батальонот доживеа голема загуба, во ова борба херојски загинува пред своите борци командантот на батальонот Христијан Тодоровски Карпош. Потоа батальонот се враќа на Козјак планина и на 20. февруари 1944 година се групира во селото Бајловце. Во ова село на ден 20. февруари е формиран вториот Кумановски батальон кој го доби името Христијан Тодоровски Карпош како признание на легендарниот командант на Кумановски партизански одред. И тука во ова село ја дочекуваме веста за пристигнување на деловојното политичко раководство на Македонија на Козјачкиот масив. Потоа се групираме во селото Бајловце, се формира третата македонска бригада и на 26. февруари 1944 година сите наши сили се упатуваат во манастирот Прохор Пчински, кој имаше услови да ги прими нашите борци на засолниште и преданок. Се преземаа мерки за исхрана на овако голем број борци. На 27. февруари 1944 година нашите сили предануваат во манастирот Прохор Пчински, а на 28. февруари 1944 година се одржа познатото за Врањско-Кумановското војно подрачје од историско значење првото војно партиско советување.
На ова советување одржано во манастирот присуствува сите војни, политички раководители од 3-та македонска бригада, 2-тиот јужноморски партизански одред и Косовскиот батальон од командир и комесар Чета па нагоре. Значи сите одговорни војни и политички раководители. На ова советување се поставија крупни задачи за натамошното ширење на народно-ослободителното движење во Врањско-Кумановското подрачје. Како прва задача беше поставена на ова советување да се уништи четничкиот вардарски корпус, кој со самото свое име кажуваше што му се готви на македонскиот народ во случај да овие непријателски сили, монархо-фашистички, не бидат уништени. На ова советување беа поставени и други задачи за ширење на вооруженото востание во Врањско-Кумановското подрачје. Како такви ќе ги спомнам дека треба да се преземаат сите мерки и да се прават големи нови напори за бројно јакнење нашите единици, затоа што по формирањето на 3-та бригада ќе се формираат нови бригади. Јужно, како што тоа и уследи на 8 март беше формирана 6-та јужноморска бригада, односно подосна 8-ма јужноморска бригада. Потоа се формира и Косовската бригада. На ова советување беа поставени задачи за чување на борци, грижа за борци, исхрана на борци. Потоа се укажа дека и бугарските окупатори нема да мируваат, иако ја презедоа зимската офанзива, тоест ова офанзива пред новата 1944 година. Тоа покажа дека со мали сили бугарските окупатори не ќе може да го задржат вооруженото востание во Врањско-Кумановската област и дека ќе бидат принудени да ангажираат поголеми воени сили и ние треба да бидеме готови да на ударите на бугарската армија можеме да одговориме успешно. Но, веднаш по ова советување се направија напори да се изврши првата задача уништување на четничкиот вардарски корпус. На ова советување беа поставени такви задачи кои беа од голема важност. Една од тие задачи е преземање мерки за формирање и на народно-ослободителни одбори како единствена народна власт на ослободена територија. Таа задача им беше поставена на комунистите кои како теренски работници се движеа на ослободената територија, како на теренот на Козјачија, така и на теренот Горња Пчиња и источно од Врање. Веднаш по партиското советување, нашите сите единици се искачија западно од манастирот на Висовите, кај село Старац и Спанчевац, и некаде околу 9 часот започна борба со четничкиот вардарски корпус. Во 6-часовна борба, тоест 6 до 8 часови, четниците беа разгромени, а голем број беа од нив убиени и 93 четника беа заробени. Во нашите раце падна голем воен плен. Со борбата кај село Старац, Спанчевац и Сејаце беше уништен четничкиот вардарски корпус. Со тоа, на ова територија ги однема четниците, односно со уништувањето на четничкиот вардарски корпус, целата територија источно од Куманово и Врање, во зафат од Куманово, Страцин, Кочура планина, Врање, Бујановац беше ослободена од бугарските фашистички окупатори. По борбата кај село Старац, Панчевац и Сејаце со уништувањето на четничкиот вардарски корпус, нашите единици се упатија по долината на река Кршевица, меѓу Кленике и Ристовац, за да на тој народ му докажат дека се уништени четниците. Ние сакавме со тоа да покажеме дека нашите сили се единствени кои се борат за ослободување на овој дел на Југославија.
Политичкото влијание кое четниците го има во овој крај, со нашето движење низ овие села, беше потпуно ликвидирано. Потоа доаѓа до борба кај село Билјача, повторно со еден бугарски батаљон, кој пристигна со железница од Врање и се спушти на станица Букуревац. И по борбата кај Билјача нашите сили се враќаат на Руен планина. Се движат во главном на територија на Србија, југоисточна Србија, и се донесува една нова одлука да се изврши напад на железничка станица на Ристовац. Тај напад на железничка станица Ристовац беше успешен. Борбата траеше цела ноќ на 27 спрема 28 март. Во таа борба беа уништени сите железнички постројки, околу 4 вагони, 4 композиции вагони беа запалени, по наши раце падна голем плен. Нашите единици потоа се повлекуваат и се групираат на Ѓерман планина во село Станча. Од тука се упатуваат со еден брз марш преку Осоговскиот масив и се групираат непосредно до рудниците Пробиштип и Добрево. На 4. април 1944 година нашите единици во состав 3-та македонска бригада и Косовскиот батаљон вршат напад 3-та македонска бригада на рудниците во Пробиштип, а Косовскиот батаљон во Добрево. Во 4 часовна борба рудниците беа заземени и сите постројки беа уништени, а рудниците беа онеспособени за експлоатација во текот на 3 месеци. Германските окупатори ништо не можеа да искористат од овие рудници за своји воени потреби. По успешната борба за заземање и уништување на рудничките постројки во Пробиштип и Добрево, нашите единици преку Осогово се враќаат на Козјачкиот масив и се упатуваат кон Трговиште. Во Трговиште се врши еден кратак престој, а потоа се враќаат на Козјачкиот масив одново. Молим стоп малку да се присети нешто. Дане Цеков 8 пат. По враќањето од Трговиште на Козјачкиот масив, на положајот Перен, се одржа смотра на бригадата и се одржа говор. Потоа се прочита наредба на главниот штаб дека 3-та македонска бригада се прогласува за ударна бригада. По прогласувањето на бригадата за ударна, 3 батаљони пристигнуваат во село Арбанашко и тука се задржуваме неколку дена. Тоа беше некаде околу 20 април 1944 година. Во ова село се задржавме со задача да се добро подготвиме за престојниот напад на Кратово. За овој напад многу јасно ние по-ниските старешини и борци не знаевме, за тој напад знаеше само штабот на бригадата. По извршните обсежни подготовки во село Арбанашко, бригадата се преку село Ветуница упатува кон Кратово и го минува мостот на Крива река, а потоа по патот село Ветуница Кратово пристигнува непосредно во близината на градот. Сите батаљони има своја посебна задача. На 25 април 1944 година беше извршен успешен напад на Кратово. Во текот на 6 часовни борби градот беше ослободен, во градот беше одржан митинг, а бугарскиот посаден одред, односно војачина од една чета, беше заробена. Бугарските војници заедно со официрите ние ги поведовме кон село Нежилово и потоа на бугарските војници им се даде можност, некои кои сакат да останат со нас, а некои ако сакат може да се вратат во своите поранешни гарнизони. Така и стана, скоро сите бугарски војници се вратија во своите гарнизони.
А потоа бригадата се упатува кон Калин Камен, го минува патот Крива Паланка Девебаир и се искачува кон селото Горно и Долно Тломино. Пред тоа доаѓа до борби кај селото Мала и Голема Црцорија, а потоа и кај селото Горно Тломино беше водена 4-часовна борба со бугарската војска. Тоа беше сама таа борба кај селото Мала Црцорија и кај селото Горно Тломино укажуваше дека бугарските окупатори преземаат мерки да отпочнат со нивната планирана офанзива. По одбраните борби кај село Горно Тломино, бригадата се упатува во поширокиот реон, источно од Босилеград, поточно кај селото Црноштица и води на 4. мај еднодневна одбранбена успешна борба на позициите на Црноок. Оваа борба беше една од најжестоките борби затоа што цела една бугарска дивизија ги напаѓаше нашите сили во состав 3-та македонска бригада, Јужноморавскиот, односно Косовскиот батальон, а тука имаше и делови од 1-та Софијска бригада. По успешната борба на Црноок, сите наши единици се упатуваат во поширокиот реон на Црна Трава, каде на 12. мај ја дочекуваат пролетната офанзива. Со борбата на Станикин крст, всушност и започнува планираната офанзива на бугарските окупатори источно од Куманово и Врање, односно источно од Куманово, Врање и Лесковац.